Добре дојдовте во студио, добре дојде за Џабир Дерала, невладината цивил која ги мониторираше изборите. Роберто Беличанец од Центарот за развој на медиуми. Се разбира, ден после изборите, што се случува сушност? ВМРО слави, додека СДСМ објавува, вели дека се работело за избори со еден куп нерегуларности, притисоци, закани. Како рече Црвенковски, ова се само не фер и демократски избори. Кој е вашиот став, вие како извршен директор на Цивил, постојано неколку пати апелиравте да бидат тоа фер и демократски, говоревте за безброј злоупотреби на регуларност. Да, тоа на страна нашата кампања за слободни и ненасилни избори, кога веќе беше толку и видлива и потребна, значи дека стравувањата биле високи, што во текот на вчерашниот ден и се покажа како во голем дел точно очекување. Она што е добро и за поздравување дека немаше оружено насилство и дека немаше премногу физичко насилство. Што не значи дека биле регуларни избори. Но тоа што ние го регистриравме преку нашите наблюдувачки тимови во целата земја е секако алармантно и упатува на тоа дека не можеме да кажеме дека ова беа слободни и ненасилни избори. Особено затоа што имаме и во овој момент доаѓаат финализирани извештаи и верификации на факти и на случувања и случаи кои ни беа пријавени од голем број граѓани и граѓанки. Ние не можеме да заклучиме дека се работи за регуларни избори. Добро. Слични заклучоци имаше и невладината Мост и ДИК излезе со став дека имало прилично број на нерегуларности. Кој е вашиот став? Па добре, јас вчера бев во центар на една таква нерегуларност, мислам. Така што видов со своји очи како луѓе кои што излегуваат од гласање одат во штаб на политичка партија да се пријават дека гласале, нивните активисти наместени на влезот буквално ги следат своите комши за кого да гласат, така натаму, значи некој тип на психичко насилство, чисто и од топографија така да беше тоа наместено, мислам може да се претпостави какви се методи се употребени за да се врши притисок на гласачите, мислам. Така да што јас окей се согласувам со Џабир што го вика дека фала Богу, значи дојдовме во ситуација збориме, фала Богу немаше оружено насилство на изборите, меѓутоа лимитирањето на волјата на гласачите на различни начини се случувала и тоа е за жал ние не успеваме во долг период да ги искорниме тој начин на истоварување на цели гласачки маси на гласачки места кои што се поврзани со различни линкови за одредени политички структури. Печатење на лични карти, истоварување на луѓе од автобуси да гласат, од Пустец доаѓа. Така, значи она што се случуваше, ние видовме дека во суштина ова е пародија од избори, затоа што нели изборот е нешто што некој лично треба сам по своје наоѓање и по свое размислување, по слободна волја да гласа. Овдека видовме буквално обезбедување на гласови. Значи, од тој аспект може да му се честите на победникот затоа што бил ефикасен до максимум. Мислам, во користењето на сите можни и неможни и незабележани досега работи, кои што му обезбедуваат предност во изборите. И прогласување на победа. Се чини дека значи, корупцијата... што кажа Роберто, само да дополнам, значи се работи за следново. Вие имате системско злоупотребување на институциите, на она што се нарекува демократски институции, системско злоупотребување на демократските принципи на одржување слободни и фер избори. Значи, имавте огромна маса гласачи кои гласаа, значи не по собственото убедување и по собствена волја, туку гласаа онака како што сметаа дека е најмалку штетно по нив, по нивната екзистенција, по нивната безбедност и така натаму. Значи, тоа е една сериозна ситуација воопшто во земјата, значи не се однесува само на овие локални избори, туку се однесува на нарушување на основното ткиво на демократијата. Значи, вие имате длабоко всадени неправилности, нерегуларности, незаконско однесување
постапување практики кои го разградуваат она што се нарекува демократско општество. Да. Околу екзистенцијата која им е прва на граѓаните, постоја многу информации дека се чини дека всушност корупцијата на гласачите е доволно да се даде неколку кила брашно или зејтин, граѓаните се премногу сиромашни станати и така всушност го поминуваат следниот. Тоа е гаранција за овој ден, но што се случува со следниот ден? Стотици случаи се регистрирани на подкуп на гласачи. Од брашно, зејтин, други намирници, детерџенти и така натаму, до се појде до таму, ова е регистрирано во Кичево, иако беше недела, малите дуќанчиња отворија во едно мало таму, ги отворија своите врати и ги примија внатре партиските активисти кои носеа пари заедно со должниците во тие мали дуќанчиња да им го платат рабушот у тие дуќанчиња. Значи, до таму се одеше, значи, колку должиш 500.000 денари, еве ти го плаќам твојот рабуш да одиш да гласаш за мене. Значи, подкупувањето на гласачите одеше дури до таа 25 кила брашно. Меѓутоа имаше и општини каде беа регистрирани случаи да оди цената и до 100 евра по семејство за еден глас, за гласањето за одредени. Добро, кандидат. лидерот на Здружената опозиција Бранко Црвинковски најави можен бојкот на вториот круг доколку не бидат отстранети нерегуларностите. Како е можно да бидат отстранети тие? Со вакви тешки злоупотреби и, како што вели господинот Дерала, демократското ткиво и систем е разград. Приговорите веројатно очекувам дека ќе бидат поднесени до Државната изборна комисија, да си има рокови кај што треба да реагира, меѓутоа нема да се отстрани базичниот дисбаланс на силите во општеството. Тоа е нешто што во самата атмосфера за избори ја прави нефер. Значи, да не зборуваме сега, доволно се види само медиумската слика, да се види однесувањето на медиумите во текот на кампањата, да се видат ценовниците нивни по кои што овозможија пристап до рекламно време и се да стане јасно. Ние, например, имаме ситуација во која што немаме никаква дебата. Она што беше направено како дебата беше направено со странски пари и тоа повеќе го направи од куртуазија по некои зафрлени телевизиички, отколку да видиме сериозна јавна дебата на она кој се вика на класичните медиуми. Значи, тоа е првиот дефицит, одма се покажува дека во атмосфера во која што имате ваков медиумски систем, вие не можете да очекувате фер однос. Меѓутоа, тоа оди и подалеку од медиумскиот систем. Тоа е нешто што се гледа на прв чепир. Она што е проблематично е тоа што го кажав. Значи, Македонија станува заробено општество во кое што клиентелистичките врски лични, значи екзистенциите на луѓето се поврзани со победата или поразот на владеачката партија. И тука нема, се покажува дека таа има капацитет да не покаже никаква милост за тоа, се додека и се потребни гласовите и е потребна таа реторика на победник. Не за постојано, значи таа и тоа психолошки дополнително ги крши луѓето и ги прави уште поподложни на корупција, така што тој вител не очекувам дека така лесно ќе се запре. Добро, господин Дерала. Какви се шансите да се нема многу алатки освен институционалните. Но институциите не функционираат како што рековте. Мора да се инсистира на тоа. Да се оди на сериозно, гласно барање институциите да профункционираат, во случајот Државна изборна комисија да седне и сериозно да ги разгледа нерегуларностите и да ги прифати очигледните прекршувања, најочигледните и се разбира се за кое постојат докази и дека е евидентирано со изјави и така натаму на сите тие случаи. Не гледам друг начин освен институционална борба, иако тоа е многу подолга патека отколку што ни дозволува времето. Има оно јас што го направив например вчера е класична граѓанска акција. Мислам граѓанско незадоволство. Тоа е граѓанска реакција. Значи тоа бара малце храброст, значи воопшто не е пријатно вие 4 сати да седите со полиција да се објаснувате. Меѓутоа
нема друго решение. Значи ние мора да реагираме кога ќе приветиме такви работи на лично ниво веќе на лично ниво. Луѓето се плашат на лично ниво дека ќе бидат избркани од работа, дека имаат Прашањето беше како да се излезе во пресред на потребата да се задоволат да се задоволи правдата, правните норми за овие недоследности, односно нерегуларности. Се разбира, доколку сакаме на подолг рок да го залечиме ова општество, секако дека граѓанството е пресудно тука, бидејќи треба да почне да воспитуваме. Очигледно политичките партии го имаат политизирано системот до таа мерка и општеството до таа мерка што многу малку простор му остана на граѓанинот воопшто да дише. Тоа што треба ние да го направиме како граѓански организации е да ги охрабриме граѓаните да преземат акција, да ја земат демократијата повторно во своји раце каде што и припаѓа. Добро. Но апропо нерегуларностите и кршењето на изборните закони, мислам дека нема друг начин освен тоа да инсистираме сериозно да се зафатат Државната изборна комисија и сите релевантни институции сериозно да се зафатат за работа. Бидејќи наспроти благите тонови и оценки на меѓународните институции па и медиумите, јас сум сигурен дека тие добро знаат што точно се случува. Што се однесе до самиот ден, најверојатно нивните изјави се горе до тука, некаде блиски до вистината. Штом немало убиства. Да, добро е. Да, што нема палежи, убиства, добро, тоа е политичка оценка заради други повеќе е политичка оценка, да. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во студио. Роберто Величанин, Џабир Дерала.